Еден очевиден пример на грешките на државата поради кои страдаат граѓаните. Може ли народниот правобранител да ги заштити? За кршењето на човековите права во Македонија извештај на Стейт Департментот. Горан Петревски се јавува од пред канцеларијата на народниот правобранител на оваа тема. Горан, повели. Почитувани гледачи, ве поздравувам од пред зградата на институцијата Народен правобранител. Човековите права во последно време се една од сферите кои се на мета на се позачестена критика. Правните експерти, активистите за човекови права секојдневно нудат примери на класична злоупотреба на правото на човекот. Проблемот на семејството Мицеви од Скопје е последниот случај што го обелодени А1, каде државата се однесува на каубојски начин и не ги почитува процедурите. За волја на вистината, многу малку луѓе во Македонија знаат дека во општество кое се базира на демократски вредности, неговото височество, граѓанинот, поседува права кои никој, ниту еден орган, ниту еден центар на моќ не смее да му ги одземе, ниту да му ги оспори. Човековите права денеска се во фокусот на вниманието и во Вашингтон. Стейт Департментот го обелоденува најновиот извештај на секоја земја одделно ги анализира состојбите и во Македонија, а оценката за нашата земја ја јавува Ведран Андоновски од Гласот на Америка. Изборите во најголем дел според стандардите, проблеми со тепање на притвореници, преполни затвори, застој во судски реформи, загриженост за владино мешање во верски прашања и меѓуетничка напнатост. Ова е резимето на состојбата со човековите права во Македонија според редовниот годишен извештај на Стейт Департментот за секоја земја поединечно, што беше објавен предпладнево во Вашингтон непосредно пред почетокот на вестите на А1. Американската влада ја пренесува оценката на ОПСЕ дека претседателските и локалните избори минатата година ги исполниле повеќето меѓународни стандарди за демократски избори. Имало извештаи дека полицајците и припадниците на затворските служби тепале притвореници и затвореници и дека властите не спровеле соодветна истрага ниту пак кривичен прогон за наводите за малтретирање, наведува официјален Вашингтон. Затворите се преполни, а условите според извештаите се нехумани и деградирачки. Наблюдувачите јавиле за широко распространета корупција меѓу затворската служба, стои во документот. Од останатите забелешки, примената на судските реформи натаму е во застој, а политичкиот притисок и заплашувања попречуваат ефикасноста на судството. Спорот околу одината поддршка за градење на православна црква на градскиот плоштад во Скопје, според американската влада, придонел за меѓуетничка напнатост и покренал прашања за владино мешање во верските работи. Недоволната полициска заштита на демонстрантите раѓа загриженост за слободата на собирање, оценува Стейт Департментот во извештајот за човекови права во 2009 во делот за Македонија. Ведран Андоновски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Критиките од Вашингтон, случајот Мицеви, печатокот дека по 20 години демократија во Македонија човековите права наместо да се зголемуваат, стагнираат или спротивно се намалуваат, се доволен повод вечерашната тема на Студио 2 да биде посветена токму на оваа проблематика. Почитувани гледачи, со ваше јавување ќе може да се вклучите во емисијата и вие на телефонскиот број 2550 319 со ваше сведочење за некое ваше нарушено право или слобода. Бидете на фреквенцијата на А2 со почеток во 20 часот, следува Студио 2 на тема човекови права. Студио. Горан Петревски беше тоа.